Годината која измина помина проследена со политичка криза, одржување на предвремени парламентарни избори, редовни локални избори, граѓански протести, насилни настани во собранието на Република Македонија, притвор на пратеници, разрешување на судски случаи. Период кој помина покажа и не соочи сите нас со многу предизвици, провокации, стресови и притисоци. 2017 година ќе ја паметиме по многуте политички, па дури и безбедносни кризи кои можеа да ја претворат Македонија во земја на работ на меѓуграѓански судир. Протести за острување на политичката реторика која ги изовриваше страстите на граѓаните. Новата година е пред нас и сите влегуваме со различни очекувања. Пари, љубов, поквалитетен живот. Нова е Балкан и политиката има голема улога во тоа како живееме, а таа изминатата година и те како ја имаше. Што не чека во 2018 година? Година на големи очекувања или големи разочарувања? Во ова досие ги прашуваме Мирјана Силјановска-Главиновска, нумеролог и аналитичар, и Симеон Атанасовски, која толкува ветската астрологија. Правда, закон, суд, законодавен дом, тука следат промени, уште. Нови партнерства, нови здружувања, нови раздружувања, па и промени во партнерските коалицирања. Тамо нека јуни периодот е незгоден за службата за внатрешни работи, можеби. Дали тоа значи дека тука ќе има некое прочистување? Така символиката на бројот 2 подразбира известна нестабилност. Нестабилност, несигурност, понекогаш мала самодоверба, понекогаш двоумење, неретко носи и дволичности наспроти нас. Или пошто е врзана и со јавниот обвинител тој период, може да има некои настани кои допираат осетливи точки. Периодот што следува е пресуден за Македонија. Многу политичари, аналитичари, дипломати од Македонија и регионов ја најавуваат оваа година како пресудна година за Западен Балкан, но и за Европа во поширока смисла на зборот. Што ја прави 2018 година толку специфична и важна, не само за Македонија, туку и за регионот и пошироко во глобални рамки? Кои настани може да бидат пресвртница во домашните и глобалните геополитички случувања? Интересно е што на Балканот, на кој претходно се гледаше како на буре барут, полека се менува реториката. Одеднаш се претворивме во браќа, што си помагаат еден на друг, а политичарите се растрчани наваму натаму, барајќи поддршка за своите земји во Европската Унија. Се согласуваат и астролозите и нумеролозите со кои разговаравме во ова досие. Велат ќе биде тешко оваа година, но ако е за утеха, лани беше машка година, а годинава е во знакот на жената, која велат секогаш е поумерена, помудра, мајчински настроена, нели? Ќе не биде ли и годината таква? Оваа година 2018 ја гледаме како број 2 едноцифрен број, а тоа значи година на пред се, година на месечината. Ако правиме паралела меѓу нумерологија и астрологија, не се забележав дека 1 јануари беше точно полна месечина. Се што значи број 2 и месечина. Бројот 2 значи женски аспект. Ако минатата година бевме број 1, тоа беше јанки или машкиот аспект, оваа година е период на женскиот аспект. Не и се на почетокот на годината, колку што следев, имаше прво дете се роди женско дете, што е потврда на тоа. И нема да кажам година на жените, бидејќи може погрешно да ме сватат, меѓутоа период во кој што навистина жените, амбициозните жени пред се, навистина ќе имаат многу предизвици, но и можности да многу повеќе се докажат и покажат. Може да се каже дека за Македонија не е поволен јануарско-февруарскиот период. После тоа од март до мај генерално имаме со некои осцилации добра вибрација. Меѓутоа во мај кај СДС на пример имаме еден период кој е многу незгоден, таа недела околу 13, после 13 мај, и таа недела детерминира настани. Она што сите го најавуваат дека не чека во 2018 година, а не засега сите, е името на Република Македонија и преговорите со Грција. Раздвижено е на релација Скопје-Атина. Премиерот Заев изрази надеж дека ова ќе биде последен обид со конечна цел решавање на проблемот кој што Грција го има со македонското уставно име. Северна Македонија, Горна Македонија и Нова Македонија на македонски без превод. Се трите имиња кои според грчкиот весник Real News ќе се најдат намаса на средбата на Метју Немиц со преговарачите на двете земји. Ќе се промени ли Македонија, ќе го промени ли своето име? Што велат нашите соговорници? Значи, прогноза за 2018 година, јас сум ја составила на 25 декември 2017.
може би е небитно, мене ми е битно кога била составена. Годинава, поточно првите денови од јануари, започнуваат со полна месечина и светот глобално е во бројот 2, составен од бројот 11. Значи, ние како Македонија, кога буквите се претвораат во бројки, Македонија значи еднакво на 9. 9 е вечен број, непроменлив број и број кој што тежне кон совршенство. Значи, 9-ката, како и да ја свртите, таа е совршен број затоа што математичките операции подразбираат што и да додавате 9-ката секогаш останува 9-ка. Дали тоа значи дека ќе останеме непроменети како што Значи дека ќе останеме свој на своето. Кратко кажано, мое е тоа. Ова прашање ќе биде важно во првиот дел од годината дефинитивно. Има некои денови дори, например, мислам дека баш тие периоди што се околу можда после 7 јануари како првични, али при крајот на јануари и февруари се важни, бидејќи се појавува кај картата и на Македонија кај премиерот. А после тоа имаме јунско-јулскиот период, сите знаеме, нели, и самитот е тука, меѓутоа, тука имаме еден Марс оваа година што е во 8-то поле на премиерот, што е во 10-то поле од картата на Македонија и во 5-то, а тоа отприлика значи дека заедно со кармичкиот јазел, тука е дефинитивно името наше, дека оваа година ќе биде малку поосетлива, да тоа прашање се така третира како што го поставивте. Според моите анализи, Македонија останува непроменета и непроменлива. Зборува Македонија како име, не може да биде, да се скрати ни буква, да се направи ни промена. Многу се сопирам да не кажам некои работи поврзани со името, меѓутоа веројатно и нема целосно да се сопрам, бидејќи сметам дека е потребно да се каже тоа. Додуше, зборот Република е презиме кое што го имаме, така? Сега Република го има бројот 11 од 47. Годинава сме во збир 11, двојка, едноцифрен. Република е збир презиме, не име, е број 11 како збир двојка. Рековме дека двојката кореспондира и со потреба за брак или развод. Презимето може да биде предмет на дискусија, веќе е предмет на дискусија токму во оваа година и се преговара. Сепак ќе останам на тоа дека Македонија останува Македонија, а за зборот, презимето или како сакате кажете Република, ќе видиме. Заев очекува до јуни 2018 година Македонија да добие датум за почеток на пристапните преговори со Европската Унија. И европските комесари разговараа за институционалните приоритети на Унијата за 2018 година, а приближувањето на Западен Балкан кон ЕУ беше една од темите. Бугарија пак од 1 јануари годинава го превзеде ротацијското 6-месечно председнавање со Европската Унија, а Софија веќе најави дека на интеграцијата на Западен Балкан ќе се гледа како еден од незините приоритети. Ако е оваа година на бракови издружувања, исто така и година на разводи и разединувања, бројките не се наклонети ниту кон Европската Унија, ниту кон нашиот јужен сосед. Еве што тие прогнозираат дека ќе се случува со ЕУ и со Грција. ЕУ. Европска Унија како скратеница ЕУ го носи бројот 18, значи буквата Е е единица, а У е осмица. Што значи тоа? Кога ќе собереме, го дава пак бројот 9. Македонија е 9-ка. ЕУ е 9-ка. Но, ЕУ е составена од бројот 18, кој што е број на пари, па и кавгазиски број. Годинава ЕУ исто така е во бројот 2, што значи тука имаме некое колебање. Некои од нашите соседи се повеќе, некои помалку актуелни, например нашиот јужен сосед годинава ќе биде во бројот 6 годишен циклус. Значи имаме глобално ниво, имаме и секоја имаме лична судбина и колективна судбина, колективна судбина на држава и колективна судбина на глобално ниво. Значи нашиот јужен сосед ќе биде во бројот 6, што значи превирања во својата држава ќе има, или дом, бидејќи дом и држава кога се прави анализа го има
да речеме сличното значење. Затоа нивната желба, желбата на јужниот сосед, нема да биде да се занимаваат со околните им соседи, туку повеќе ќе гледаат во својот двор. За жал, Македонија припаѓа во групата мали земји, но со многу големи проблеми и недоразбирања со своите соседи. Во интерес на евроатлантските интеграции, Македонија мора да постигне пријателски однос со сите своји соседи. Тие пријателски односи бараат разбирање, меѓусебни компромиси и мудро позиционирање во рамките на глобалните интереси. Како и да е, на Македонија и престои пат полн со предизвици. Македонија никогаш никому не му должела. Напротив, соседите после поделбата по балканските војни останаа должни на низ. Просторот за повторно повампирување на големо националистичките аспирации на соседите кон Македонија е отворен. Прашање беше кој прв ќе почне. Таа привилегија секако и припадна на Грција. Имплементацијата на договорот за добрососедство и соработка помеѓу Република Македонија и Република Бугарија, но и интензивирањето на преговорите со Република Грција, и звездите и бројките покажуваат дека ова ќе е година во која ќе ги преиспитуваме пријателствата и сојузите. Дали пријателите ни се пријатели на вистина, дали ќе бараме нови пријатели? Што се случува околу Македонија? Значи, имаме периоди каде што треба да се повлечеме, добро да размислиме. Ако се двоумиме и не го знаеме вистинскиот одговор, тогаш е подобро да се причека некој период. Така да, некои од нашите пријателства ќе бидат дискутабилни, па ќе се проверуваат пријателите, па ќе се размислува со кои ќе бидеме подобри пријатели, со кои помалку добри и така натаму. Компромис е клучот на бројот 2, значи потреба од компромис, меѓутоа не подразбира, бидејќи е составено од две единици, не подразбира компромис по секоја цена. Компромисот, сите знаеме дека треба две страни за да се согласат за тоа. Ако не се дојде до такво нешто, тогаш е подобро да се почека некое време, да одлежат работите или да се одложат. Значи да одлежат или да се одложат. Тоа е клучот на годинава. Значи, навидум да се согласиме, но да не правиме ништо во туѓа полза, еве општо кажано. Мирно да почекаме кога се тие бурни периоди, а потоа да размислиме и одлучиме што и како понатаму. Иако често одлуката имаме во себе, имаме право и да ја промениме. И ситуацијата на македонската политичка сцена нема да се промени. Се уште неизвестност, се уште драма. Минатата година лидерот на ВМРО ДПМН Груевски поднесе оставка и на негово место дојде Христијан Мицковски. Годината заврши пак со излегувањето на од владата на Алијансата на албанците, раскол во БЕСА, турбуленции во сите други партии. 2018-та е пред нас. Што ќе ни донесе? Дел од законите закочени во собранието поради немање кворум за гласање. Опозицијата не учествува во работата на парламентот. Политичката криза стагнира, не се продлабочува, а политичката клима пак не се ни подобрува. Меѓутоа, специфично е тоа што годинава 2018, кога ќе ја собереме 2 плюс 7 се 3, плюс 8 се 11. Значи имаме двојка составена од две единици. Сега ги гледаме и тие броеви. А две единици се двајца лидери. Збирот е 2. Како двајца лидери да дојдат до дипломатски диалог и договор? Значи, малку е буткање на рака, бидејќи ниту едната, ниту другата страна нема желба да попушта. Ова кога го говорам општо и за Македонија, но и за комуникациите, контактите и релациите со нашите соседи, па и подалечните. Јануари малку ќе биде незгоден, има денови тоа последната недела, предстои после 29 тамо јануари и 27, 28, 31 јануари е малку незгоден. Сега, тоа што значи, пошто ова е превентивно секогаш дадено, меѓутоа може да биде и во некој од кабинетот или Заев, например, и има еден период од 17 до 20 јануари. После тоа енергијата полека се растеретува и таа е нешто подобра. И втор период, пошто оваа година Марс, таа планета Остра, се наоѓа во Јарец, тоа е во картата на Македонија сепак врзано нешто со јавни луѓе, може да направи некоја тензија, некој проблем. Дали е тој тип на детерминираност не би се осмелил, нели, али е малку незгоден тој период. Значи, може и за некој од држава да биде онака. Или ќе биде тоа политички притисок, значи силен. После тоа периодот е помирен и може да се каже поразвоен. После крајот на
веќе на март месец. Символиката на бројот 2 подразбира известна нестабилност. Нестабилност, несигурност, понекогаш мала самодоверба, понекогаш двоумење, неретко носи и дволичности наспроти нас. Број во кој што во секој случај треба да се внимава што ќе се каже, многу да се внимава што ќе се каже, потенцирам, бидејќи бројот 2 е и број на дипломатијата. Ова година, значи, истокот и западот, генерално како фреквенција во Македонија е малку поосетлива. Може би северо-истокот, да кажеме, од зоната Куманово до Штип, ако ја поделиме Македонија на 4 квадранти првен, и опонентната зона, пошто исток-запад, тамо Тетовско-гостиварската зона до Куманово исто. И тоа се знае дека незгоден е тамо тој мартовски период, крај на февруар или март през се, и можено е тука, например, да има баш онака спротиставеност и новиот лидер веќе на опозицијата, да и самиот биде во некои проблеми, да ги координира своите структури можда, или своите тела работни, или се очекува во тој период најверојатно поголеми некои настани во Македонија, а предизвикани од страна на предпоставка е дека може една политичка партија од албанскиот блок или некој од нив тоа да го условно со своји одлуки или со настан. Така да тој ќе биде малку тензичен период. Говорам не на ниво на држава, туку може да биде тензичен на ниво на внатрешно партиски менувања или структури кои бараат резултант на политичка во тој момент, али тој период е така, треба да се наблюдува, се скенира и да се превенира. Така да превирањата се уште ќе ги има, промените ќе ги има, здружувања, раздружувања, коалиции, па разделување на коалиции, па правење нови коалиции, така да тоа уште ќе биде актуелно. Двојката го посочува тоа исто така. Така да и овој предпролетен период може да настаните тамо со некои политички партии, и кај македонците и кај албанците, ќе бидат баш осетливи во тој период и предпоставка е дека незадоволни луѓе може да се собираат или да протестираат за нешто. Кога дебатните емисии поврзани за судството имаат најголема гледаност, а учеството на адвокати и обвинители во овие емисии за последните 2 години е поголемо од она во претходните 25 години заедно. Јасно е дека и годинава повторно судството е во фокусот. Реформите во судството, администрацијата и безбедносните служби се трите области кои еврокомесарот за проширување Јоханес Хан ги спомена како итни за Македонија во февруари да може да очекува позитивна препорака за почнување на преговорите за членство во ЕУ. Нерешени контраверзни предмети во фиоки, мал буџет, мали обвинителски плати, недостаток на кадар. Ова се само дел од проблемите кои го чекаат намаса новиот државен јавен обвинител. Една од најтешките задачи со кои ќе треба да се справи е отргнување од политичките канџи. Но звездите велат неповолен период и за службите за внатрешни работи, но и за јавниот обвинител оваа година. Еве што велат бројките и звездите за ова прашање. Правда, закон, суд, законодавен дом, тука следат промени. Уште. Нови партнерства, нови здружувања, нови раздружувања, па и промени во партнерските коалицирања. И тоа веќе го имаме на почеток. За Македонија? И за Македонија, да. Тамо нека јуни периодот е незгоден за службата за внатрешни работи, можеби. Дали тоа значи дека тука ќе има некое прочистување или пошто е врзано и со јавниот обвинител тој период, може да има некои настани кои допираат осетливи точки. Паметно е да не се таргетираат тогаш или тогаш затоа што нели е врзано сепак и со нашите аспирации за НАТО што созреваат во тој период. Реков паметно е, затоа и ова е дадена информација, не да се случи, нели? Али службите мислам дека ја менуваат својата резултанта на влијание како ние се менуваме. Ние споро се менуваме, тоа е проблемот. Што обкружувањето е така, затворени генерално граници, таа транзиција спора кај нас, нели, сите ние помалку влијаеме тоа да се промени. 2017-та на економски план донесе повеќе разочарувања отколку успеси. Ке тргне ли конечно возот на македонската економија? Покрај огромните долгови, раскараниот и осиромашен народ, како и лесно раскрчмениот углед на државата, и годинава ја започнуваат со големи задолжувања. Што не чека на економски план? Ке биде ли оваа поспокојна година? Ке имаме ли пари? Што е со парите и економијата?
Тука е добар период. Но ако добро го искористиме. Зашто велам добар период? Затоа што 2018-та, осмицата укажува и на пари, банки и закон. Осмицата дава можност за нови приходи, нови инвестиции, но осмицата е малку дискутабилен циклус, се вика пола-пола, значи може да донесе и период на криза, така да повеќе пари би се очекувало да се вртат во државата кај нас пред се во втората половина на годинава. Меѓутоа, тука ќе зависиме и од други банки, бидејќи осмица кореспондира и со странство, значи странски држави, странски инвестиции. Држава ќе оди поспоро економски, ќе оди напред, меѓутоа ќе оди со некои, условно кажано, позабавени чекори. Изминативе години не вознемирија поплави, земјотреси. Природата и во светот ја покажа својата сила. Пожари, лизгање на земјишта, поплави, земјотреси, урагани. Силен земјотрес од 7,6 степени по Рихтеровата скала го погоди Хондурас рано наутро на 10 јануари годинава. А овој земјотрес, односно оваа дата, беше посочена од астрологот Симеон Атанасовски при снимањето за оваа емисија досие, уште неколку дена пред земјотресот да се случи. Но што велат предвидувањата за 2018 година? Има ли просто да се плашиме од налетот на природните сили? Не чекаат ли земјотреси и поплави? 2 е месечина, а таа е во релација со вода, течности, како во нашиот организам, така и со големите води, реки и езера, и помалите. Реки, езера, мориња, океани и така натаму. Можни се големи поплави глобално гледано. Значи 2018 е еднакво на 11, како кога ќе собереме како двоцифрен број, реков двајца лидери, можни одмерувања, па и поголеми конфликти за тоа кој е посилен. Оваа година заради сезоната на, што ги спомнав, на затемнувања и едно лунарно тотално затемнување, значи тамо некако околу 27, збориме јули, ќе донесе повеќе немир кај луѓето, значи страф на моменти, отколку можеби реални, некои поголеми, освен можница тука во тој период 13-27 јули, значи 11 август, авионска несреќа, земјотрес сигурно преку 6,5 Рихтер, нели, али во светот имаме нели земјотреси кои се циклични, така да оваа година не припаѓа нешто плюс-минус во однос на редовните. Сепак може да се забележи само дека од тип на несреќи, 2 периоди дефинитивно ќе бидат важни. Тој всушност од јули натака, јануарскиот период имаме земјотрес, на пример, на самата, да кажеме, можеби 7 јануари, евентуално тамо нека околу 29-30 тамо може да биде исто еден, али бориме дека тамо јунскиот период, крајот ќе почне, значи јули, август имаме и после тоа имаме октомври како земјотрес. Во тој период јулскиот може да има и некоја почеток на некоја епидемија во светот. Дали таа би била од пошироки размери, ќе зависи превентивната мерка, можеби Обединетите нации кои треба да реагираат побрзо во тој период. Бројот 2 кореспондира со течности, кореспондира со вода, рековме, значи реки, езера, мориња, океани. Кога водата е раздвижена, тука близу се и земјотресите. Значи го имаме и едното и другото. Што се однесува до Македонија, ние немаме голема вода, немаме море, езеро, тоест море, океан околу нас, така да оваа година повеќе ќе имаме движење на големите води, поплави, повеќе во држави што се до големи води, кај нас и да биде не би било тоа толку силно. Со природата не можеш секојаш да си на чисто, меѓутоа мојата прогноза е таа. Така да катастрофални земјотреси во Македонија не, но поради раздвижувањето на водата, да, има одредени држави кои што се до голема вода ќе имаат доста големи проблеми и неприлики.
Политиката не беше мирна ниту во светот во 2017 година. Крвав обид за отцепување на Каталонија, Брекзит се уште актуелен, судирот меѓу големите земји вриеше во извинатава година. Предвидувањата не се розови ниту за оваа година. Напротив, се укажува дека ќе е и уште понапнато, а може не и голем конфликт помеѓу две светски сили. Еве што не чека оваа година. Двајца светски лидери ќе бидат во конфликт, ќе бидат во период на одмерување на силите и дај Боже да заврши само тоа со одмерување на сили, но не во функција на оружје. Ali во светот мислам дека е можно да се отпочне една незгодна состојба на закана и тука далечниот исток, регијата Иран, ова што се вели и можда и Блискиот исток, повторно се невралгични политички точки. Подразбира две еклипси соларни, делумна додуша, и една, значи, тотална, лунарна. И тоа создава во умот на луѓето голема нестабилност. Не само во Македонија, ќе се забележи дека во различни региони, али пред се регијата од тука да кажеме земено кон далекиот исток, значи тој блискоисточниот дел, али земјите како што се Индија, Пакистан, значи тука околу регијата на Иран, ќе има големо раздвижување дури и арапскиот свет. Доле дава земјите во Јужна Америка, кај што можна е револуција кај нив некоја или воен, некој инцидент посериозен од тип на некоја почеток на некоја војна. Значи таа во 2018 е можно на две регии. Јас искрено се надевам дека дури да не сум во право со сиот ризик да грешам, меѓутоа голема е можноста за такво нешто. Не за започнување на класични војни, меѓутоа за одмерување на силите и оружјето ќе циркулира. Од аспект на двајца лидери, двајца големи лидери, не можам да тврдам кои двајца лидери точно ќе бидат, дали ќе биде тоа Русија и Америка или ќе биде Америка и Кореја, што е активно. Тероризмот ќе ни тропа наврата и во 2018-та. Сообраќајот е најчувствителен по ова прашање, но на што е пострашно е што предвидувањата укажуваат и можност на тероризам со биолошко оружје. Накратко, тероризмот ќе виси над глава врз светот и оваа година. 2:01 имаме почеток. Значи, тука имаме конфликт на две религии. Нулата е конфликтот меѓу овие два броја, наместо да се договориме имаме конфликти, така да 18 оружјето ќе биде активен тероризмот. Ќе биде активен, веројатно дека тоа е еден од новите начини на војување и заплашување, а ако кажам заплашување, токму во оваа година заплашувања ќе има многу. Ако говориме дека оваа година Сатурн, например, оди во војничко поле, генерално, тоа е во полето на Стрелец, Јупитер се уште ја третира Терезијата, значи знакот на правда, меѓутоа Јупитер ја третира и Терезијата како знак на специфични, по некој пат, од тој терористички настани, поврзани со сообраќај, пошто Терезијата е сепак знак индиректно и со сообраќај што е врзана, и таа е присутна недека до скоро, ајде да не претераваме до крајот на годината, а после во ноември се менува иде во Шкорпија. Кога Јупитер оди во Шкорпија, ги дава тероризмот преку биолошко оружје, значи отрови, она што значи хемиски фабрики, инциденти и такви природни некои катастрофи, може некогаш да даде дури да биде, например, и глобален настан, борам да биде затекнат за, ајде да кажеме, терористички настан, атак со биолошко оружје. Значи, збориме за крајот на годинава. И тука, пошто во картата на Америка, например, има некоја осетливост, можно е да тоа биде делумно и кај нив, како онака една состојба стендбај на закана, знаете. Требава после тој период ноември граѓаните да внимаваат, например, на храна која и оние што ја набавуваат во Македонија, да не доаѓа од некои региони, дестинации кои не се баш онака културно филтрирани, бориме економски, кај што се знае од кај припаѓаат, кои ги имаат номенклатури таму и така натака. И мислам дека тероризмот, например, е и во оваа година, дали тој ќе биде помалку, ќе покажат настаните, да кажеме, кај религиозните заедници во пролетта, априлскиот, мартовско-априлскиот, али пред априлскиот,
секундарно ќе покаже далекиот исток, значи и регијата на средниот исток, значи тоа ќе биде тамо некака периодот летен, јули пред се до првата недела од август и дефинитивно октомври кој е многу неизгоден, пошто тоа е секундарен ефект на тероризмот во светот до крајот на годината, каде што рековме тука веќе од она што е сообраќај или што е детонација поминува во биолошки фактори. Не чека крвава месечина во јануари, а овој феномен не е виден 150 години. Имено на 31 јануари ќе се поклопат 3 небесни случувања, кои не се поклопиле повеќе од 150 години. Случување кое е пишано како помрачување на сината супермесечиња. Ќе биде спектакуларен феномен, а еве што всушност ќе се случи. Оваа година се случува така наречена сезона на еклипси, знаете ли, на затемнувања. Сезона е термин астрономски, тоа подразбира 3 еклипси да се случат или 3 затемнувања во релативно во еден месец. Знаете, тоа е редок феномен. Доброто е што во оваа година овој феномен, например, се делумни овие двете соларни затемнувања. Значи, инаку да беа, барем едното нив да беше тотална, ќе беше сериозна светска војна, значи, во светот. Ова го говорам, значи, кога се трите создаваат голем немир во светот, значи, кај луѓето. Дејќи ние го знаеме ова, се надеваме дека сме заштитени, нели? Економската криза која ќе продолжи до 2020 година ќе ја смени геополитичката карта на светот. Америка ги очекува и очекува тешки времиња, а Украина и Европската унија ќе престанат да постојат. Ова го предвидува Павел Глоба, руски астролог, кој своите предвидувања за прв пат ги објавил во почетокот на 80-тите. Наместо една Европска унија вели ќе се појават неколку сојузи. Скандинавските и прибалтичките земји ќе формираат Северен сојуз. Франција, Италија и Шпанија ќе се обединат во Јужноевропски сојуз. Европската унија можеби ќе опстане како формација, но само на хартија. Мрачни и блескави прогнози за 2018 година. Една земја ќе доживее тотален распад. Кинезите стануваат уште посилни. А еве што ги чека и американците. И астролозите и нумеролозите со кои што ние разговаравме се сложуваат дека ова ќе е неизвестна и напната година за големите сили. Можна шпионска афера, обиди за атентати, судир меѓу двајца големи лидери. Значи, за руско-американските односи имаме една шпионска можеби афера, онака се сеќавам дека го анализирав тоа благо, кој би требало да биде пред пролетта, нека шпионска афера, и тоа ќе биде притиснат можеби амбасадорот руски, американски во Русија, во Москва што е, или он ќе биде под притисок или ќе извлече некои информации кои ќе биде самиот на ниво да на демарш или не знам. Значи ова како некоја блага информација. Мислам дека после тој период мајски, јунски, кај Путин енергијата е нешто понормална. Глобално можни се промени, но и обиди за атентати на лидери на некои држави. Зошто обиди за атентати? Бидејќи го имаме, рековме, огнениот број 18, кој што може да носи такви опции. Јас искрено се надевам дека ќе ги нема или ќе бидат што помалку. Меѓутоа, со оглед на ова што можам да го проследам и од знаењето за нумерологијата, сметам дека треба да го кажам. 2018 носи енергија која влече на две страни, лево и десно, бидејќи двојката сака и лево и десно да биде. Ќе биде прилично тешко, а неопходно да се поставува рамнотежа за да некако се одржува големата дисхармонија. Двојката е дисхармонија, двојката е црно и бело, двојката неретко ја губи средината, значи буквално црно-бели случувања, но треба да се остане смирен во некои ситуации. Оваа година ќе биде незгоден декември, дефинитивно, бидејќи кај Трамповата администрација може се очекува дури или импичмент за него порано за нешто, или притисок од некои лоби групи, што со неговите економски политики некако не се... Значи, многу незгоден период за него, понезгоден од оваа година што беше, може би дури од тој јунски период што го спомнав, може да има некоја закана повторно оваа година. Крајот на годината, за жал или за среќа, како сакате, Трамп имал таја можност да биде председател на Соединените Американски држави во тешки времиња на САД. Пазете, соларната еклипса, затемнувањето што беше, направи една серија на настани, од почнувајќи од секс скандали, па поплави, па неколку торнада или
нели, па пожари на крај што се повторува едните и другите, и оваа година буквално заради тоа затемнување што беше во Америка, и тоа се спомна, да кажеме, кај мене и на блогови, па и на некои телевизии, ја го спомнав, не се сеќам дали и за тоа нели зборувавме. А сега тоа е растеретена Америка од тој аспект за Доналд Трамп, меѓутоа останува кај него тешката година. Значи, земајќи во предвид дека Сатурн и Јупитер му градат еден затворен аспект на полето на Шкорпија, а он ја има таа оска Шкорпија, значи бик. Ако земеме од близнаци, кои Америка се близнаци, тоа е шестото поле, кој е исто така поле на здравје на нацијата или на некое здравје на важни луѓе во нацијата, така да го очекува сложена година. Значи, може да се каже, не би рекол дека подобра од оваа, може би на моменти по-неутрална, али сложена година за него. Путин, треба да се каже дека политиката што ја одбира, колку да делува вака од страна дека е, тоа е мој субјективен став, дека е добра за Русија, ја мислам дека генерално ја кочи во напредокот, сепак Русија излезе од Г7, значи е ставена под мраз за нејзините политики, меѓутоа прашањето е на договорите, нели, тука не би навлегувал. Путин може да има подобра генерално година во однос на Трамп, генерално подобра, али кога ќе се каже подобра, верувајте, за мене, јас го сваќам овој некогаш, да кажеме, религиозно, а не го сваќам само практично материјално. Така да од нив тројца може би нешто малку неповолен крајот на Путин, значи малку неповолен, решлив, али за 20-та тој период ноември повторно е незгоден. Минатата 2017 ќе биде забележана како најсигурна година за патниците во авиособраќајот во историјата воопшто. Ова го објави мрежата за безбедност во авиособраќајот. Ке следи ли овој тренд и во годината што е пред нас? Симеон Атанасовски досега предвидел неколку големи авионски несреќи во изминатите години. И годинава има неповолни денови за авионскиот сообраќај. Еве што тој вели: не чекаат ли годинава авионски несреќи? Можно е во тој период има еден авионски инцидент, тоа обично така работат во картата на Македонија, ќе се појави 10-то поле, јавна личност, например, или може да биде или председател или премиер, бориме за тој период, што го спомнав 17 до 20 јануари или 27 до 31 јануари, али во светот во тие два периоди покрај еден силен земјотрес што може да има, нели? Истовремено е можно за некој инцидент авионски или во сообраќај. Каде сега е неблагодарно да се каже, премногу е кусо времето за анализа, али мислам дека оваа година она што е за тој појас Индокина, например, бориме од иранската зона кон зоната до Јапан, тамо, евентуално Пакистан, тој Виетнам, тој дел, да кажеме, таа регија, може би малку во длабочина кон Русија, али значи тука тие на стан држави што завршуваат, може да даде некои такви една авионска посериозна. Дали таа ќе биде сега или во јулско-августовскиот период, може да имаме, да кажеме, таков тип на закани од авионски несреќи, да кажеме. Психолозите велат дека минатото секогаш подобро изгледа од дистанца, па може би по неколку години и 2017-та ќе изгледа добро. Може би тогаш ќе ги паметиме само успесите и позитивните моменти. Исто се надеваме и за 2018-та година. Но прашавме, ќе ни се насмее ли среќата и кога? Која година да ја чекаме за да ни биде малку посреќна? Тројката подразбира среќа или планетата Јупитер, а тоа е наредната година 2019-та. Меѓутоа, ако старите велеле родиме со късмет па фрлиме на буниште, ако сега сме на буништето на некој начин кажано, среќата не ни е премногу наклонета искрено оваа година, ќе ни биде повеќе наредната, меѓутоа потребна е голема храброст за да се живее оваа 2018 година. Моje мислење е тоа според броевите. Другата ќе ни биде малце по-релаксирана, меѓутоа оваа година ќе бидеме во фаза кога ќе мора да ги набилдаме мускулите, не само физички, туку и умот има мускулатура, нели, па и нашето срце. Да.